Dear colleagues, ladies and gentlemen, I propose we start. Good morning and welcome to Ohrid. Welcome to Macedonia on my behalf and on behalf of the government. Почитуван председателе на владата на Република Македонија, почитувани колеги министри и представници на Министерствата за одбрана од регионот и Соединетите Американски држави, представници на НАТО и воено-дипломатските представници во Република Македонија, почитувани гости, почитувани медиуми, дами и господа, ми причинува голема чест и задоволство да бидам домаќин на конференцијата на министри за одбрана од А5 иницијативата. Добре дојдовте во Охрид, градот на македонската култура, писменост и духовност, град кој изобилува со убавина и историја и од каде што цврсто сум уверена, заедно ќе ја продолжиме соработката која што ја почнавме и иницииравме пред 14 години. Денес сум среќна што гледам пријатели и партнери посветени на напредокот на американско-јадранската иницијатива и во тој контекст подготвени да споделат искуство од перспектива на членки на НАТО или оние кои се стремат кон таа цел. Пред 14 години, со сесрдна поддршка на нашите американски партнери, заеднички го започнавме овој процес кој значеше интеграција во НАТО, подобра регионална соработка и поголема безбедност во нашиот регион, не знаејќи при тоа колку долго тоа ќе трае, а соочени заедно со многу предизвици и пречки кои требаше да ги совладаме. Процесот се уште трае, но не е излишен. Напротив, реформите кои ни престојат се во доменот на безбедноста и пошироко се гарант на нашиот просперитет, а не само критериум за членство. Од оваа временска дистанца покрај сите предизвици можеме да кажеме дека иницијативата е успешна, но не е завршена. Нашите пријатели Република Албанија и Република Хрватска во 2008 година ја добија официјалната покана за членство во НАТО и се денес полноправни членки на Алијансата. Истата година Босна и Херцеговина и Црна Гора ни се придружија во иницијативата како нови полноправни членки, а од неодамна Црна Гора е и член на НАТО Алијансата, што е дополнителен придонес за значењето на оваа иницијатива и придобивките од регионалната соработка. Почитувани колеги и пријатели, Република Македонија полека излегува од еден тежок период, предизвикан од долга политичка криза. Период полн со предизвици во кој граѓаните на Република Македонија покажаа мудрост, зрелост, одважност и голем демократски капацитет. Граѓаните недвосмислено се изјаснија за насоката во која посакуваат земјата да се движи и недвосмислено дадоа целосна поддршка на суштинските стратешки приоритети на Република Македонија. Како заменик на председателот на владата, како министар за одбрана во новата реформска влада на Република Македонија, ве уверувам дека оваа изразена волја која што ја покажавме во рамките на американско-јадранската иницијатива е наш клучен приоритет – членство во НАТО. За нас овој приоритет, оваа цел е цел која што ја обединува земјата и цел која што ја гарантира нејзината безбедност и просперитет. За нас членството не е само знаме, не е само значка. За нас членството представува клучна гаранција за нашата, но и регионалната безбедност, стабилност и развој со оглед на новите безбедносни предизвици. На остварувањето на таа цел треба сите да работиме заедно и посветено, затоа што стабилна и безбедна Македонија може да биде клучен сегмент во зајакнување на безбедноста и стабилноста на овој дел од европскиот континент. Сакам да повлечам дека во Република Македонија концептот е многу јасен. Не бараме членството да го добиеме како подарок, не сметаме дека е тоа стекнато право кое само по себе ни припаѓа, знаеме дека членството ќе биде резултат на посветеност, исполнети критериуми и обезбедена домашна и политичка стабилност. Во таа насока сакам да ја нагласам решителноста на владата на Република Македонија да покаже резултати кои ќе бидат видливи и недвосмислени во делот на демократските критериуми, демократските реформи кои што се неопходни, но исто така и за решавање на сите отворени прашања
кои што досега представуваат товар и проблем и за државата и за нашата регионална соработка. Се фокусиравме на интензивирање на континуираниот придонес и учество во бројни иницијативи и облици на соработка со соседите, регионот и партнерите. Донесовме одлука да го зголемиме нашето присуство и учество придонес во меѓународните мисии, за да покажеме дека Македонија може да понуди и повеќе. Само со заеднички напори и соработка можеме да ги совладаме предизвиците и заканите кон вредностите во кои веруваме. Во тој контекст, убедена сум дека токму од денешнава наша средба ќе произлезат нови идеи и проекти со што ќе ја продлабочиме и ќе ја унапредиме нашата соработка. Следната година, 2018, се навршуваат 15 години од подпишувањето на Американско-јадранската повелба. Ние сме убедени дека токму на јубилеот на оваа наша заедничка иницијатива ќе покажеме резултати кои што ќе потврдат дека Република Македонија може и заслужува да биде 30-та членка на НАТО алијансата. Почитувана министерка за одбрана Радмила Шекеринска, почитувани министри за одбрана денеска овде присутни, почитуван заменик, помошен секретар за одбрана на САД, госпоѓа Лора Купер, почитувани представници на Министерството за одбрана на земјите членки на Јадранската повелба и на земјите наблюдувачи, ваши екселенции амбасадори, кои што сте денеска присутни, почитувани други присутни. Дозволете ми во име на Република Македонија, како земја председавач на Јадранската повелба 2017 година, да ви посакам добре дојде и успешна работа на состанокот на министри за одбрана на земјите членки на Јадранската повелба и на Соединетите Американски држави, и кој се одржува под мотото "Интеграцијата е целта, соработката е начинот". Во развојот на НАТО низ историјата бевме сведоци на многу иницијативи кои имаа за цел да осигурат мир и благосостојба на сите граѓани низ целиот свет. Кога зборуваме за успешни иницијативи кои се однесуваат на проширувањето на Североатлантската алијанса, без никакво сомневање можеме да се повикаме на континуитетот и успешниот епилог на иницијативите како Вишеградската група за земјите Полска, Чешка, Словачка и Унгарија, потоа Вилнус за Литванија, Летонија и Естонија. Овие иницијативи послужија како мотивација за соработка и интеграцијски процес на земјите од Западен Балкан. Во мај 2003 година Албанија, Македонија и Хрватска како членки во платформата Партнерство за мир со цел да ги координираат своите активности во процесот на интеграцијата во НАТО, ја подпишаа Јадранската повелба, тогаш наречена А3, за регионална соработка под покровителство на Соединетите Американски држави. Во јануари 2009 година Јадранската повелба доби нов формат А5, откако во оваа иницијатива беа вклучени новите земји членки на групата Црна Гора и Босна и Херцеговина. Столбовите врз кои се издигнаа заедничката Јадранска повелба се партнерство и интеграција на државите потписнички во иницијативата на НАТО, имплементација на реформите за демократија и владење на правото, почитување на човековите права и слободи и економските реформи. Сите овие столбови представуваат предуслови за мир и стабилност во нашиот регион. Соработката на земјите членки на Јадранската повелба доби на суштина и во заедничките решавања на регионалните безбедносни проблеми, борбата против организираниот криминал и корупција и безбедноста на нашите граници. За време на сите изминати години, Република Македонија како држава потписничка на Јадранската повелба со своето активно учество во мировните операции на алијансата на секаде низ светот, ја презеде одговорноста активно да придонесува во заедничките вредности што ги делат земјите членки на НАТО. Да се подсетиме дека Јадранската повелба ги мотивираше земјите членки во рекордно време да ги достигнат стандардите и критериумите за членство во алијансата. Добивањето покана за членство не беше воопшто во прашање и навистина на самитот во НАТО во Букуреш во 2008 година Албанија и Хрватска добија покана за членство во НАТО и станаа дел од оваа моќна организација. За жал, тогаш Република Македонија остана пред вратите на НАТО поради спорот со Грција, иако сите се согласија дека нашата земја ги исполнува сите критериуми.
И за жал, веднаш после тој настан, Република Македонија беше втурната во ретроградни политички процеси кои кулминираа со најтешката политичка криза во нашата земја после осамостојувањето на Македонија. Оваа криза ги запре, па дури ги уназади отворените евроатлантски процеси. Но, демократските сили на Република Македонија во содејство со слободоумните граѓани на земјата се издигнаа над кризата и апатијата што го беше запоседнато нашето општество и повторно ја вратија надежда. Нашите граѓани се определија за градење на силна демократија, почит на човековите права, добро владење, работни места и образование, за градење на кохезивно општество како наша стратешка инвестиција. Продолжуваме да се водиме од вербата дека евроатлантските интеграции и регионалната соработка, базирани на солидарност и демократски вредности, се неопходни за долгорочна стабилност на регионот и на целиот континент. Последно, но не помалку важно, овие заложби можеме да ги оствариме само единствено со силна поддршка од страна на Соединетите Американски држави, нашиот стратешки партнер, и ние сме особено благодарни за тоа. Денес Република Македонија стабилно и енергично чекори напред. Убедени сме дека Република Македонија ги заслужува евроатлантските перспективи. Над 75% од нашите граѓани посакуваат членство во Европската Унија и НАТО. Владата, со поддршка од граѓаните и од нашите меѓународни партнери, го трасира патот на нашата држава кон НАТО алијансата. Република Македонија секогаш ќе дава позитивен придонес во секој вид на иницијативи кои ќе донесат поширока и подобра соработка во регионот. Колку повеќе се среќаваме и зборуваме, толку повеќе се ослободуваме од предрасудите едни спрема други. Владата на Република Македонија создава услови за градење на национален консензус со сите клучни и одлучувачки политички субјекти, со претседателот на државата и со опозицијата за забрзување на нашата интеграција во НАТО. Поради тоа и до синоќа до 3 саат трае состаноците на обид да се излезе од една микрокриза која што траеше во државата и се уште трае. Но силно сме посветени на процесот на домашните реформи кои ја унапредуваат и ја зајакнуваат нашата демократија, за да бидеме во склад со политичките критериуми за членство во НАТО. Го зголемивме буџетот на одбраната и имаме одлична политичка волја буџетот на одбраната да се зголемува секоја година за 0,2% од бруто домашниот производ. Исто така, одлучивме да го зголемиме нашето учество во мировните мисии. Воедно, посветени сме на наоѓање на начини да се надмине проблемот што го има Република Грција со името на нашата држава. Веруваме дека тоа е многу важно и преку инклузивен пристап дома и со градење на позитивна атмосфера на добрососедство и соработка со Република Грција. Оттаму, со право очекуваме Република Македонија да биде 30-та земја членка на Алијансата и ќе работиме за таа цел, заедно со граѓаните. Во тоа име, навистина ви посакувам добре ден на сите, плодна работа овде во нашиот прекрасен Охрид, со кој што се гордееме и представува наше балканско богатство. Good morning, distinguished colleagues. It's an honor for me, truly, to be here to join our distinguished hosts, the President of the Government of the Republic of Macedonia, Zoran Zaev, the Deputy Prime Minister and Minister of Defense, Radmila Shekarinska, in this beautiful city of Ohrid. Despite the weather, we can tell what a beautiful city it is in having the honor to make opening remarks here today. It's my pleasure to represent the U.S. Department of Defense at this Adriatic Charter Defense Ministerial and have the opportunity to discuss regional security, NATO cooperation, and building capacity efforts with defense ministers and other esteemed colleagues gathered here today. I would first like to thank Macedonia's Minister of Defense and her whole team for the tremendous hospitality not only this week, but over the entire past year as chair of the A5. Among this year's accomplishments, Macedonia co-chaired with Montenegro an A5 summit attended by U.S. Vice President Pence. The Vice President's participation is a sign of the U.S.'s enduring commitment to the Western Balkans and support for the A5. As Vice President Pence said,
The A5 is fulfilling its purpose to bring the states of the Western Balkans closer together into a most successful defense alliance in history, NATO itself. And the United States will continue to partner with each of you to promote security in the Western Balkans and beyond. Today, I look forward to discussing ways in which to promote that security through regional cooperation, strengthening national and regional capabilities, and joint contributions to international operations. We can also celebrate successes, including the accession of Montenegro as the 29th member of the NATO alliance in June. The A5 is uniquely qualified to advance cooperation between allies and partners in the region, and is also playing a leading role in bringing the Western Balkans into unity with Europe and within NATO. We now look to Montenegro to join other regional allies, to include Albania, Croatia, and Slovenia, in sharing their experience with other A5 NATO aspirants, to include our host Macedonia, as well as Bosnia and Herzegovina, as they too pursue a path toward Euro-Atlantic integration. Finally, I look forward to using our discussions today to continue building on our already strong bilateral and regional relationships. Along with all of the allies and partners participating in today's A5 Defense Ministerial, we seek to strengthen and bolster security in the Western Balkans, advance NATO integration, and contribute to the collective security of Europe. Thank you. So, dear Prime Minister, Deputy Prime Minister, So, dear Prime Minister, Deputy Prime Minister and the Minister of Defense, Deputy Assistant Secretary of Defense, Minister of Defense, Excellencies, ladies and gentlemen. I'm very pleased to be here today with you, and I'm honored to address this U.S. Adriatic Charter Defense Ministerial in the beautiful Ohrid. It has been almost 15 years since on May 2nd, 2003 in Tirana, the 10 U.S. Secretary of State Colin Powell, together with his colleagues from Tirana, Zagreb, and Skopje, signed the U.S. Adriatic Charter. Let us here recall that the key intention in the formation of the Adriatic Charter was to bring the countries of the Balkan closer to the North Atlantic Treaty Organization. I pay tribute to your commitment to cooperate because the U.S. Adriatic Charter rests upon the Alliance's most important principles of solidarity, sharing responsibilities and burdens aimed at collective defense. Even though the region has definitely moved forward into a more positive era, the age in which it would be permanently stable and in which security could take care of itself is still far away. Ladies and gentlemen, at no time since the end of the Cold War has NATO faced greater challenges to our security than it does today. However, NATO has proud to be the most successful alliance in history because it has been able to adapt itself to the changes in the world. When the Berlin Wall came down, our focus shifted to crisis management beyond our borders, intervening to stop conflicts and keep the peace in the Western Balkans, fighting terrorism in Afghanistan, and responding to piracy in the Horn of Africa. Since 2014, we have had to adapt again. Russia's illegal annexation of the Crimea and destabilization of eastern Ukraine, as well as ISIL's actions, marked in a very different ways the start and a new period of NATO. Today, the alliance is transforming and is engaging in both collective defense and crisis management at the same time. In order to do that, the allies have implemented the largest reinforcement of our collective defense since the Cold War. Respected hosts and guests, I'm mentioning those global challenges because the region is not immune to them. The Adriatic Charter is a very good mechanism to streamline the collective efforts and answer to such kind of challenges and to increase the cooperation between the countries in the region. I also have no dilemmas that the Adriatic Charter is fulfilling its purpose to bring the countries of the Balkans closer together into the most successful alliance in history, NATO itself. With a great pride, NATO recently welcomed the newest member in our alliance, Montenegro. We believe that accession of Montenegro as the 29th member of the alliance is strengthening the overall security of the region and is steering the countries of the region into prospective security providers. The accession of Montenegro is providing that NATO's open door remains open. NATO's door
will be open for those countries that share the values of the alliance, want to contribute to the common defense, and strive to achieve security and prosperity for their citizens. Dear friends, as the Chief of NATO Liaison Office in Skopje and as a NATO representative in the country, I'm closely working with my host on the accession of the country in NATO. Prime Minister Zaev, let me say to you that the enthusiasm for the reforms, and particularly for NATO-related reforms in the country, is very high. And in response, the expectations of the alliance towards you are also very high. It is my impression that after a longer period of time, there is really a positive momentum in Skopje that should allow the country to progress in its structural reforms, as well as to finally reach a mutually acceptable solution in the name issue. Your country has introduced a new approach in improving the good neighborly relations, and you have started reforms in many areas in the institution and society. You will increase the participation for 20% in a very important mission for the NATO, the Resolute support. And you are committed to raising the expenditure for defense with a long-term aim of reaching the NATO goal of 2% GDP expenditure for defense. These are all very encouraging signs, and NATO can only commend you that encourage you to deliver on those plans. With the new energy in that government, in your government, has introduced with the ambitious reform agenda that you and the new government and the ministers have set, and let me add for this occasion with our excellent cooperation with our today's host, Madame Shekerinska, or as we call her, our Minister for NATO. We believe that your country's strategic foreign policy priority number one, to become 30th member of the alliance, is becoming closer than ever. You will receive all the possible help that NATO can give you in this endeavor. With the hope to soon see this goal achieved, your country becoming a NATO member, I wish to all of you a successful working day at today's Adriatic Charter Defense Ministerial. Thank you. Thank you very much.